Навидум само едно чудо се опишува во оваа евангелска перикопа која прочитавме. Меѓутоа, кога подлабоко ќе се анализира, многу повеќе од едно чудо, зашто толкувањето на евангелската перикопа ни објаснува еден дел од еврејското предание, кое до некаде сме го примиле и ние. Имено, во Стариот Завет знаете дека саботата е ден за одмор. И ништо евреите не прават во сабота. Тоа е и паметно направено, многу паметно, зашто е и Божја заповед. Во тој ден да се одморат сите, затоа што ако не се одморат, им следува друга напорна седмица во која ќе се истрошат уште повеќе и ако тоа континуирано го прават и немат никаков одмор, луѓето и добитокот и робовите во тоа време, молби робови, сите ќе се истрошат и ќе паднат многу рано. Тоа не гледајте денеска што луѓето како да не го познаваат тоа, доскоро ние немавме закон дека во недела не се работи. Ќе продолжам и за тоа зошто во Стариот Завет евреите не работат во сабота, а ние не работиме во недела. Или барем треба да не работиме. Затоа што саботата е седмиот ден од создавањето на светот. Седмиот ден е ден за одмор. Господ го дал тој ден како ден за одмор. И евреите многу паметно, значи не е несогласувањето во ова евангелска перикопа зошто ја држат саботата, туку зошто ја држат на тој начин. Христос во сабота ја излечил грбавата жена, подвитканата, ако сакате, до земја. Скоро имате можеби видено такви луѓе кои се грбави што се свиткани скоро до земјата. Таа жена која 15 години била грбава, Господ со еден збор ја излекува. Тоа може да го нарекуваме чудо и е чудо, меѓутоа нема да се задржиме на тоа чудо, зашто има нешто што е исто толку важно во евангелската перикопа, а тоа е што началникот на синагогата, на црквата, значи, каде што се случува овај настан, вели пред луѓето имате 6 дена за лекување. Користете ги тие 6 дена. Зошто во седмиот требаше? Ние го велиме со поговорка: ти велам ќерко, дошикај се снао. Немаше храброст овој началник на синагогата директно на Христа да му рече: зошто во сабота бе ја лекуваш, кога на некој начин не е дозволено во сабот? Туку тоа им го вели на народот, за да се сети Христос дека е за него. А Христос како му одговора? Му вели лицемере. Зошто му вели лицемере? Зашто е лицемерно тоа што го спроведува овој началник на синагогата. Ами Христос тогаш ја гледа таа грбава жена и можеби никој во животот понатаму нема да ја биде. И да не го исползува денот на саботата да ја лечи. Христос го прави тоа и покрај тоа што стариот еврејски закон забранувал во недела тоа.
Ама Христос и му одговара на началникот, па зарем вие не го одврзувате телето ваше и добитокот ваш и го носите на поење во сабота. Значи, ако тоа го правите, ова дело, кое е добро дело, зашто жената 15 години била грбава, до земја свиткана, и тоа го приметувате како нешто лошо да е. Тоа, затоа Господ исто право му вели лицемерен овој началник на синагогата. Се јавува уште едно прашање, зошто ако саботата е на тој начин определена, уште во Стариот Завет, значи од самиот Господ е определена, како Христос на некој начин не ја држи. Не, Христос, браќа и сестри, се прави што е дозволено во Стариот Завет. Меѓутоа, затоа е отворен Новиот Завет, затоа што Стариот Завет по некои форми е несовршен завет. Значи, потребен е нов завет. Затоа Христос кога доаѓа, опишан е Новиот Завет. Значи, го склопува Новиот Завет со народот Божи. И во тој Нов Завет, еден друг ден добива значење, поголемо дури од саботата, ама не се случува неработен толку да биде денот недела, колку што е кај евреите саботата. Мене ми се случило во една секвенца на животот, кога сум бил да се качам пред говоракот Табор и не знаејќи, цивил бев уште. Во сабота, во 5 сатот, нема автобус кај евреите. Затоа што почнуваат да го држат шабатот или саботата уште од петокот попладне. И принуден бев некако да одам повеќе, сигурно 15 километри пешки, заради моето незнаење дека кога е шабат, евреите прекинуваат со секаква работа. Дури и градскиот сообраќај го прекинуваат. На некој начин тоа се избегнува во Новиот Завет и со воспоставувањето на неделата како ден за одмор. Неделата како што е денес, да кажеме, определена во Новиот Завет е да се дојде во црква. Меѓутоа, после тоа, можеме да правиме некакви работи и во недела. Затоа што, ако не ги правиме, не дека ќе заостанат тие работи, ги направиме во понеделник, туку не можеме да одложиме, да не му дадеме вода на добитокот. Затоа, и тоа го виделе евреите, исто така, тие можеле да му дадат вода на добитокот, а не можеле да си дозволат дека може да биде излечен некој во сабот. Таа формалност ја променува или промените со доаѓањето на Господа Исуса Христа. Многу формалности такви се променети во Новиот Завет. И затоа го имаме Новиот Завет како замена на Стариот Завет. Затоа што Новиот Завет е даден во време кога човештвото посовршено го разбира животот со Бога. А во Стариот Завет се дадени само уводни некакви начални, значи упатства кои треба да доведат до Новиот Завет. И се стигнува. Преку саботата се стигнува до неделата.
ние денеска, то е друго што велиме, еве, дури пред некој месец се случи во нашата држава да ја воведат неделата како неработен ден. Неделата треба да биде неработен ден, уште од кога се заменува Стариот Завет со Новиот. Затоа што неделата е ден кога се заменува саботата еврејска. И ние во тој ден исто така не работиме, самото име ни значи не дела, не работам во тој ден. Ама дека нема да го излечеме некој во тој ден, или нема да го нахраниме добитокот во тој ден, или нема вода да му дадеме, тоа не би требало да ни се случува, затоа што во денот на неделата дозволено е човек да прави добри дела. А кај евреите беше недозволено дури добри дела да прави, за да ја држат саботата како неработен ден. Ете, браќа и сестри, таа заповед за држење на саботата кај нас преминува во заповед за држење за неделата. Ама не така строго, како што е кај евреите. Затоа што таквата строгост, како што е кај евреите, доведува до лицемерие. Во суштина да не може да се направи нешто во недела што е добро дело. Затоа е заменета од самиот Христос и ние го имаме благословот и во недела да правиме добри дела. Нека Господ ни даде сили да ги правиме во сите денови на нашиот живот добрите дела и нека ни даде да бидеме во постојано во заедница со Господа и Бога и Спасителот наш.